Чудна работа, мајга. Ти го ја правиш муавет на одредена тема е пример за возачите збораме. Колку поќе збораш на темата, толку поќе ги приметваш работите во животот, влегваш в кола и ако дотоаш си гледал неписмености во тој момент кога е таа тема на муавет, уште поќе гледаш. Абе како намерно да прат луѓето за да правиш муавет. Како сами да си го барат. Ќе ви рекле охриѓани си повлек витма. И бериќат да ти кажем право. А колку има за зборање. Тоа е нешто невозможно што би се рекол. Така што денојве ако се пронајдите во некој муавет уз возењето, шо знаеш, може да за вас збора. Не може да знај. Оти пример за мафијашите дур зборавпе многу се пронајдоа како мафијаши, а не ни знаеат луѓето дека мафијаши се испадна мафијаши дека били. Така што ако правиш глупости во сообраќај и ако се најдеш во видеото, веројатно сум бил таму некаде уз возење. Или уште поверојатно има уште луѓе како тебе што прават глупости во возењето, па сум се погодил кај некој, не може да знаеш. Сум не дека јас сум совршен, фала Богу, сите грешиме во се, нормално е тоа. Ама јас се најдов пред камера, така што јас ќе си кажам од моја гледна точка. Кога ќе се најдеш ти пред камера ќе си кажеш од твоја и така ќе си течи работа. Ај се нека си стече на шпица, па да му влезиме на муавет ако што треба. Ајде бате, пуштај. За првото нешто што сакам денес да опрашам вака во врска со сообраќај. Оти бе луѓе не си возите во лентите. Оние бе лентите обележани што се. Имаш видено линија испрекината, полна со испреки ленти. Оти не возите меѓу лентите, туку на нив вози. Линијата на место отстрана, насреде кола, под кола да врви линијата. Зошто? Што да век држиш линија? Ами држење линија е кога ќе пазиш на исхраната, не во сообраќајот да држиш та линијата. Така кој ти речи некој дека држи линија, значи пази на исхраната. Освен на коите по вецина, по нокли клубој, тогаш за друго може правите муавет, еве не знам. Чуди се, јас порано ги гледам, ај чупињата влегват заедно во веце нивна работа. Почна мажи да влегват заедно, си викам шо прата. Тие линија ти држеле море, пазеле на исхрана. Многу напредни овие младината бе, лалда му. Не знаев дека и внужник натре се пази на исхраната, ама добро. Кој шо јади, како пази, не му се мешаме. Битно е да се внимава. Него ова линија во сообраќај оти не ја држите, ми кажи. Добро до душа разбирам дека полој на улиците ни линија се познава ни ништо. Ама не е па дека кај што се познава многу би мену. За пример 4 ленти улицата, 2 за натаму, 2 за назад. Тој кај се влечка нешто мафијаш глуми во возењето? Уште не се влечка ни во десната, ни во левата. Насреде ба. Да не можеш ни одлево, ни од десно поминиш, да треба прекршок да правиш да го поминиш. А па ако не дај Боже го поминиш, тука се отвара мафијашкот, од него одма рум му прави на кола, ќе фати. Емек сега тој готов. Шо комплекси ќе беа во прашање, толку не ми е јасно. Ами некој се мачел ги цртал тие лините, или фати десно или фати лево. Разбирам дека си главен, ама не мора до толку главен да би. И кога ќе мислиш да влезиш од левата во десната или обратно, дај една сигнализација. Сам знаеме дека си главен и дека ти многу жмигавци не дава. Ама ние другите не сме видови. Треба знаеме кај сакаш да одиш, оти некој може да сака да помини таму на момент. За пример вели. Знам дека другите не се главни колку тебе, ама така пример. Ја речем во коментарите еден москвич од на време да виш како ќе се тргат сите. Или од оние мерцедесите старите 2 тона шо беа. Деваре камион, малце така подисчукан полонакван да знаеш кој ќе видиш дека го не се тргниш ке те чука. Да виш како ќе се тргат луѓе. Исто така пример имаш луѓе што му е побитно во векот да избегни дупката, од што му е битен човечкиот живот. Значи да се кабил во тебе ќе се клае, од таа страна ќе влези во 6-та лента, само да заобиколи 3 сантими дупка. Да не е случајно него ти делојте скапи. Па не дај Боже некој BMW да имаш ни дел ќе најдеш и тој што ќе најдеш џелдипол ќе би. Па од овие новите марки што нема ни делој. Не дај Боже. Сантими да ти што една дупка да мани. Крај на светот. Јас пак ќе речам да ми е здрав и жив мајстор, ни дупка тргалам, ни лежечи ништо вате. Уште ко бев да полагам за кола ми велја ќе пазиш дупките, ќе ги избегнуваш, што ти губиш поени. Што збораш бе? И ќе ми кажеш јас колата како си ја возам? Може сакам на дупка да мана. Моја кола, моја работа, што ти тебе гај? Ајде нормално ќе пазиш да избегнуваш работа, дупките ги пазиме. Сам не дека сакам јас да си кршам колата со сила. Ама што муаветето ќе пазиш, што ти бодој губиш поени, што збораш бе? Нешто друго присмислете. И пуштаме децата по 2000 пати да полагат некој џево да го па нема проблем. Абе проблем нема за. Од една страна со кило кебапи ќе врват луѓе, од друга страна овие што не дават кило кебапи ќе плаќат за сите. Вие многу ферве. Бере думот да го продолжат да ми се жалат децата, тука ќе седнам интервју ќе му прам на сите. Не оти не знај народот како врват децата и во
услови полагат, ама добро. Подруго е на телевизија кога ги дај. И да излегват вака по социјални мрежи. Знам дека не ви е гајле, ама јас да си кажам, да не речите после не речео. За недавањето жмигавец веќе одамна џабе зборам. Сам за многу работи џабе збораме. Оти седур постои тој боговски менталитет кај луѓето. Нема шанса да сменат ништо пошто мислат дека безгрешни се брат. Тие не сваќат дека за нив збораш. Тоа прави грешката свесно во неговата глава, тој е во прав. Ти можеш да збораш што сакаш, што едноставно е напроти така са. Оти мафијаши се си. Исто е на пример и со паркирање, за тоа веќе ич муавет да не прави. Кој кај му текна застан? Море во десна лента, море во лева лента. Зависи колку си од богато друштво, колкав мафијаш си зависи. Море пред врата ќе ти паркира. Море во паркингот твој ќе ти паркира. Или ако ти е влезо покрај улица, пред влезо ќе ти паркира да не можеш да отвориш куќата или продавницата. Оти кој си ти тој газда таму, тој ти кој си ти да отвориш твојата продавница? Аман ти се мол. Јуше ќе опочекаш, ќе му речиш, не се расправа. Кај да паркирам? Плати си бе, платиш паркинг ќе си остеш негде кај што е за паркирање, а не пред врата на луѓе. Ама знаеш како? Кој те праши? Ќе слушни видеото, утре па пред врата на него ќе му остати, така му е. Него така му во душа. И колку пати има речено е будала еде што го паркираш, што му плаќаш паркинг. Батуле го ќе ти изгорат едно 200 пати во то Скопјето пошто имаш битолски таблици. Таа убо слушнавте. Кој те кренат едно 200 пати оти таблица битолска имаш, а тебе платен ти е паркинг или е бесплатен паркинг и прописно си паркиран и ќе ти ја кренат оти вонредна состој. Тој беше магичниот збор, без разлика ли имаш платено или не, вонредна состој. Демек војна фати над колата и ние ти ја кренавме, ти ја спасивме, да не плаќаш казна, ама пајако ќе си го платиш. Ја мајка, јас го викнав тој пајако да ми ја спаси колата, па ми го наплаќаш. Ти е многу фер бе. Јама кој тудрат по џебот така 200 пати, после тоа е да ќе плаќаш, ќе плаќаш и ќе ја сликаш за доказ и све ќе напред. Следниот пат пајако да не ти ја спасва кола. Тие се тие борби што ние што не сме од големото добро утро и врвиме секој ден. Пошто нели имаме луѓе во државата што можат на пајако да му речат, кој ти рече ме крениш ко удри го, тој што ти рече колата ме крениш да го удриш сега. Тоа е моќ батуле. Кој ќе почни пајако да мава, бегај. А бога ми пова што гледам како се паркират кој кај ќе стигни луѓето, очигледно баги луѓе мафијаши се, големи луѓе. Не дека тоа општо кажва за културата на народот, ама нема врска. Ама па ти која култура? Култура се знае кој излезиш од границата на надвор негде кај што казнуваат кај нас што култура. Така, пример фаќаш ти за Германија, поминуваш границата и почнуваш да пазиш на знаци, пазиш на брзина, пазиш кај оставаш колата, пазиш да не фрлиш нешто ѓубрене, се пазиш. И ќе тераш кај ќе тераш, а се врати назад. Само што ќе ја поминиш границата, бе, ја помина границата и џам уште не е до затворен. Земаш нишџам. Земаш шишето сокче вода го допиваш, нивџам. Чоколадото нешто јадиш таму, не знам што јадиш, нивџам. Значи ги чуваш в кола до тој момент и не дочекваш уже некоја минута дома стигниш и в канта и фрлиш или в контейнер, не евате, нишџам, од тука натаму, рајат глад. И после шубо било чисто во светот овде кај нас не чини. Ами за да чини, некој треба да се потруди. Оти ако мислиме сите како не никој не се замара, јас не се замарам, работата немој дој нагоре, само надолу ќе. Чи треба почнат да се замарат луѓето, за да почнат и другите да се замарат, треба да се почнат казни да се јадат, да почнат да сватат луѓето дека не е убаво што се прави. Ти колку ќе гледаме луѓе што лошо возат, што не почитуваат правила, што држат линија на сред улица и така натаму, толку ќе и младите ќе се учат така да прават. Ти не можеш трендо да биди ај кој поглуп ќе биде. Кој поголема глупост ќе направи, поја ќе дај доста со тие филмови море. Ништо не те кошта во веко да бидиш човек. Особено па за вкола да бидиш човек и да почитуваш правилата. Ништо не. Нешто нема ти се сруши светот, туку и поубав ќе ти биде. Пошто особено во помалите градови во државата максимум 5 до 10 минути од точка А до точка Б кај сакаш од. Сега ми кажеш дека 10 минути не можеш да издржиш да не направиш глупост. Дај малце приберете се. А особено треба да се приберат овие најновите возачи, најновата категорија на возачи што уште не ги сапиме како дел од сообраќајот тука, а то се по старо велосипедистите, по ново овие со тротинетите, овие кокомарци што се. Значи кај никој не ги сапи за дел од сообраќај, уште и фишек се пустите. Ни брчи, ни се гледа, ни ништо. Стапна да го шоди 50-60 км. Фишек. И ти пример на раскрсница десно да сврти, ќе видиш нема пешаци, си даваш мигавец, си влегваш и од нигде никаде ќе ти направи. Потро море, потро ќе стигни. Прво самио не ќе можеш да закочиш на време ако треба не. Што тетер, ако што гледам се поќе деца возат такви електрични. Нас обични не ни купуваја да не брзаме да не направиме некоја глупост, овие електрично купи му фишек мали. А од друга страна 3 збора
збора, немаат зборнато ни за правила, ни за што треба, ни како треба. Без разлика што и да збораш, тие ќе сакат мангупи пред другари да се напрат, ама нема врска. Нас пример татко ни велеше пред да направи кој прекршок, вие вака не ќе правите, сврти лево кај што е забрането. Ама ќе ти го речи 2 милиони пати, јас стварно не ги прам тие работи. И уште му повторувам муабето на жена ми 100.000 пати му го речен. Пример забрането ќе биде лево и ќе дам десен жмигавец и ќе му речам да беше Златич овде. Ако сакаше лево да оди, и речеше вие вака не ќе правите и си манеше лево. Ама во тие убајте времиња ко било казна 100, 200, 500 денари, му било гајле на луѓе. Иако вредеа поќе, сепак имаа пари да ги платат. И пошто имаа пари да ги платат, а то никој ништо не почитува од знаци, нити од закони. Оти шо и да направи, може да си плати. Его е те пернат по џебо во Германија, онаму кај што не можеш да платиш, ќе размислиш да ушеднаш ќе го направиш прекршок. Мисля мене ако ме најдат. Ако не, појте праша. Така, така. Толку од мене за денес. Фала ви на вниманието. Имајте убав ден.